Руската армија ги засилува нападите во Украина. На 20-тиот ден од стартот на инвазијата, вооружените сили на Русија продолжуваат со гранатирањето на земјата, а десетици ракети ги погодија Киев и останатите големи градови низ државата. Додека траат мировните преговори меѓу Киев и Москва, украинскиот претседател Володимир Зеленски ги предупреди западните лидери дека наскоро и други делови на Европа може да бидат цел на Русија. Сите ние сме цел на Русија и се ќе биде против Европа ако Украина не издржи. Затоа би сакал да ве замолам да си помогнете со тоа што ни помагате нас. Втор ден поред руската војска продолжува со гранатирањето на Киев. Неколку лица починаа откако ракети погодиле стамбени згради и една од метростаниците. Почнувајќи од вечерва, во главниот град на Украина, повторно ќе стапи на сила полицискиот час. Украинските власти се надеваат дека наскоро ќе биде овозможено отворање на 9 хуманитарни коридори за безбедна евакуација на населението кое живее во областите каде се водат главните битки, меѓу кои и опколениот пристанишен град Мариупол. Според првите луѓе на градот, повеќе од 350.000 жители се уште се заробени, откако пропаднаа неколку обиди за евакуација на цивилите. Руските сили пак велат дека презеле целоста контрола врз градот Керсон во јужниот дел на Украина. Од Руското министерство за одбрана предупредија дека нема да покажат милост кон странските војници кои се борат на страна на Украина. Южного направления. Познати ни се сите локации каде се кријат странските платеници. Сакам уште еднаш да ве предупредам. Нема да има милост за платениците без разлика каде се наоѓаат на територијата на Украина. Нема да има милост за платениците без разлика каде се наоѓаат на територијата на Украина. Таргетираните напади ќе продолжат. Европската унија и официјално го одобри четвртиот пакет санкции против Русија. Новите мерки предвидуваат рестрикции за голем број олигарси, забрана за продажба на луксузни стоки кои се извезуваат во Москва, а се очекува да бидат погодени неколку одбранбени компании. Значаен дел од рускиот финансиски систем падна под санкции. Новиот пакет мерки против Москва ќе погоди повеќе од 600 руси. Премиерите на Чешка, Полска и Словенија денеска отпатуваа за Киев, каде треба да се сретнат со претседателот Зеленски. Целта на посетата, како што велат од кабинетот на чешкиот премиер, е да се потврди поддршката на Европската унија за суверенитетот и независноста на Украина.